Ви пречи ли Тиранската платформа? Не ја читав, право да ви кажам. Ја сметам за нерелевантна. За да биде тема, за да биде дискурс во овој момент. Знаете зашто? Вие сте еден од колумнистите на Слободен печат, на Плюс Инфо. Ги дебатирате, ги коментирате, анализирате актуалните политички случувања и се велите не сте прочитале Тиранската платформа. Тоа е како да сте биле на времето професор по марксизам, а да не сте го прочитале Маркс. Не, гледайте, значи не се бавев со читање во права смисла на зборот. Ја прегледав, значи знам нејзината содржина, тоа е читање како кога читате весник. Значи Тиранската платформа не сте ја прочитале, ама таа е минорна работа, не се извини. Не, ја прегледав. Посре. Значи ја, пазите, јас сум професор. Зар вие тоа ја под читање, под разбирам, да се не можете да ја сватите грандиозноста на опасноста што се закана во Република Македонија. Држава, соседна на Република Македонија, кој веќе станал проблем во целиот регион, кај што се заканал премиерот дека ако не го примат во ЕУ, ќе се спои и ќе направи федерација со Косово. Кај што премиерот Еди Рама и министерот за надворешни работи се спонзори на Тиранска платформа, кај што не може влада да се формира, ни од едната, ни од другата македонска партија, без гласовите на тие три албански партии, кои што велат ова се црвените линии, кои што заговарат двојазичност на цела територија на Македонија, федерализација и така натаму и така натаму. Видите, небитно која македонска партија е на власт, по мене, овде стана збор за темели на државноста на Република Македонија. Македонија со рамковниот договор веќе не е таа што Самсонска Македонија. Македонија со Тиранската платформа ќе биде уште помалку Македонија во споредба со таа рамковна Македонија. И вие се тука говорите и политички пробувате и партиски да наметнете одредени ставови без да го гледате државотворниот концепт, се извинувам. Значи, промашувате сериозно, многу сериозно. До 28 јануари, значи 29 јануари, нема така драматично ставање на маса на Тиранската платформа. Преговорите не се помеѓу ВМРО и сите албански партии, кои што се сега СДСМ и сите албански партии, вклучително и Мендух Тачи партијата, која не е потписник на Тиранската платформа, туку се преговорите помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМН. Одеднаш кога прекинува тие преговори, тогаш Тиранската платформа која потпиша сите албански партии станува услов, црвена линија од која не отстапуваат албанците. Тоа е суштинската разлика до 28 и после 28 јануари. И таа суштинска разлика вие ја гледате, меѓутоа сакате да ја пренебрегнете, ставајќи во некакви партиски обланди и флоскули. Не е во партиски. Да, апсолутно.